Со 71 глас за, мнозинството во собранието го разреши Орхан Муртезани од функцијата министер за европски прашања. Тој не го искористи правото да се изјасни за разрешувањето, а фактот што не си даде оставка туку е разрешен. За Алијанса за албанците има порака во себе. Реагира дека Муртезани бил за џабе на оваа функција и дека не му било дозволено да ја извршува како што сака. Тој сака да даде порака дека за неуспехот во неговата работа не е он виновен, туку виновна е владата. И носителот на владата Христијан Мицковски, каде што не го оставиле да работи како што треба. Не го оставиле да завземе одлуки на таа функција која што ја вршил, да има храбри чекори кон евроинтегративниот процес. Одвреди му одговорија дека тоа не е точно и аргументираа со дел од постигнувањата на министерот. Така во текот на периодот на владење на господинот Муртезани за прв пат се подготви и почна спроведувањето на реформската агенда 2024-2027 како составен дел на планот на проширување на Европската унија со Западен Балкан. Друго значајно достигнување институционално е создавање на јасна национална структура за спроведување на планот за проширување и реформската агенда. Од СДСМ пак реагираа дека дописот што го добиле не дава доволно информации за вистинските причини за разрешувањето. Не се разрешуваат оние кои треба, туку некој мора да е жртвено јагне. Во овој случај тоа е Муртезани. Дали Муртезани е крив што владата не покажува никакви позитивни резултати изминатите 18 месеци? Дали сета неспособност на владата ќе се препише на смената на Муртезани? Премиерот му се заблагодари на Муртезани, велејќи дека со својата работа и пристап додал вредност врз работењето на владата и евроинтегративниот процес на државата. Најави дека останува во неговиот кабинет и ќе го координира процесот на исполнување на реформската агенда. Ги представи и новите министри. За министер за животна средина и просторно планирање го предлага Муамед Хоџа. Кандидатот располага со долгогодишно искуство во државната управа и во извршната власт. Со ангажмани во повеќе институции со раководни позиции кои подразбираат одговорност, координација и работа во сложена административна и институционална средина. За министер за европски прашања го предлагам Беким Сали. Беким Сали има претходно искуство како министер, како и тековен ангажман во законодавната власт, што му овозможува јасно разбирање на односите помеѓу извршната и законодавната власт и начинот на функционирање на државните институции. Премиерот очекува министрите функциите да ги вршат професионално и согласно уставот и законите. Разрешувањето и именувањето на новите министри дојде како резултат на коалицијскиот договор по локалните избори, откако до тогашниот министер за животна средина Изет Медџити стана градоначалник на Чаир.